Покрај вообичаените еднократни донации, со компаниите може да остварите многу поразлични форми на соработка, кои што подразбираат воедно и подолгорочна соработка со дадена компанија. Во однос на паричните донации, важно е да знаете дека тие можат да бидат донација дадена директно на вашата организација за одредена конкретна намена, или пак може да ви биде дадена преку програма за грантови која што ја има фирмата, каде што вие би аплицирале со одреден повик, со формулар, па на тој начин да ја добиете паричната донација. Покрај парични донации може да добиете од бизнис секторот и материјални добра и услуги, односно материјална донација. Услугите е она што организациите многу често го забораваат. Може, например, да договорите со некоја сметководствена компанија да бесплатно ви го води сметководството и ви изготвува завршната сметка. Трета форма на соработка со бизнис секторот е корпоративното волонтирање. Тоа е многу актуелно помеѓу фирмите и во светски рамки. Тоа значи дека во соработка со компанијата, нејзините вработени ќе се ангажираат волонтерски во активности на вашата организација. Тоа може да биде организирано на еднократни големи настани, вообичаено еколошки или со социјална димензија, или пак може да биде да вработените добијат можност еднаш во месецот, еден ден на 2 месеци да дојдат и да ви помогнат со нивната стручност во вашата организација, да си изготвите маркетинг план, да си го подобрите финансиското работење и слично. Тоа е нешто што компаниите многу сакаат да го работат, бидејќи ја подобрува и тимската работа и вклученоста на нивните вработени во заедницата. Друга форма на соработка е спонзорството. Спонзорството е повеќе деловна размена, каде што компанијата на вас ви дава парични средства или некои материјални добра, а за возврат добива промоција која што треба да е точно дефинирана. Значи, важно е кога договарате спонзорство, однапред да договорите што се очекува од вас во однос на промовирање на дадената компанија. И тоа е важно да го уредите со посебен договор. Исто така, компанијата може да ви помогне да заеднички организирате активности за прибирање на средства помеѓу вработените на компанијата или пак помеѓу нивните деловни клиенти. Тие активности може да бидат или проследување на писмо кое што ќе биде поддржано од менеджментот на компанијата, меѓутоа може да биде и специјализиран настан, како излет каде што вработените би дошле со своите семејства или некоја добротворна аукција или сличен тип на настан. Исто така, освен прибирањето на средства помеѓу вработените и деловните партнери на компанијата, компаниите може многу да поддржат и друг тип на активности за прибирање на средства кои што вашата организација сака да ги направи. Таков е случајот многу често со добротворни концерти, со добротворни маратони. Тоа е многу добра можност за компаниите да го спонзорираат нас како настан, затоа што постигнуваат голема видливост и вклучуваат голем број на луѓе, што е добро за промоција на фирмата која што е заинтересирана да го промовира својот бренд или дадени своји производи. Во тој случај најпогодна форма е спонзорството во таков тип на настани. Друга форма на соработка е социјалниот маркетинг. Тоа е случај кога компанијата не само што ќе ви даде директна донација, туку и проактивно ќе ја промовира вашата кауза, мисијата, она за што се залагате. И тоа ќе го прави преку своите производи, преку своите промотивни материјали. Многу често компаниите кои што даваат одредени производи може дури да направат и посебно дизајнирани производи кои што ќе го имаат мотото на некоја ваша кампања за градење на свеста и на тој начин компанијата подиректно ја промовира вашата работа и целта за која што вие се залагате. Следна форма на соработка која што може да ја остварите е да побарате некој од менаџерите на компанијата да членуваат во вашите органи, особено доколку имате управен одбор или некои советодавни тела. На тој начин може да добиете експертиза од бизнис секторот, која што многу често ние во граѓанскиот сектор ја немаме, и така да ја збогатите и да ја подобрите работата на вашата организација.
Форма на соработка може да биде и да заеднички влезете во проект со одредена компанија. Тоа значи дека нема вие однапред да изготвите проект и да го поднесете за поддршка кај компанијата, туку заеднички со компанијата ќе ја развиете проектната идеја, ќе ги развиете активностите и целта која што сакате да ја постигнете и заеднички ќе вложите ресурси во спроведувањето на тој проект. Вообичаено, на ваков начин си обезбедувате долгорочен партнер и соработник и многу често успевате да реализирате резултати кои што како поединечна организација не би биле во можност да ги реализирате. Доколку сте организација која што има изграден бренд, кој што е препознаен во јавноста, тогаш може да го лиценцирате своето лого, името или вашите материјали, да ги лиценцирате на одредена компанија, со тоа што во тој случај компанијата би го користела вашето лого или име на своите производи. При оваа активност е многу важно да внимавате дали сакате вашето лого или вашето име да биде поврзувано со дадената компанија. Значи, тоа не е погодно за сите организации, за сите компании. Треба да идентификувате компанија во која што имате доверба, која што знаете дека нема тоа да го злоупотреби и со која што ќе сакате во јавноста да бидете поврзани. И на крајот, една специфична форма на соработка е посебно погодна за организациите кои што имаат помасовно членство или поголем број на корисници. Со дадена компанија може да направите договор да компанијата искреира посебни производи, пакет производи или услуги, наменети за вашето членство или за вашите корисници по поволни цени. И во тој случај компанијата се стекнува со нови корисници, вашите корисници или членови на организацијата добиваат поволни услуги и производи кои што не би можеле да ги добијат нормално на пазарот, а вие повратно ќе добиете дел од приходот кој што компанијата ќе го генерира од продажбата на тие производи и услуги. И на тој начин имате добитна комбинација и за вашата организација, и за вашите членови и корисници, но и за компанијата со која што соработувате.